Добре дојдовте во Актуелна Тера, еве ги вестите на денот. Во тешка состојба се тројцата повредени во фабриката во Сопиште. Кривична пријава за непознат сторител за случајот со бактеријата листерија. Враќање на традицијата Солокунфест. Буквата Б на широк сокак. Тројца од повредените во експлозијата во фабриката за пиротехника во Сопиште се во критична состојба. Основното јавно обвинителство Скопје ги прибира сите докази и информации неопходни за утврдување на непосредната причина за пожарот, кој предизвикал експлозија во фабриката за пиротехника. Во тешка критична состојба тројцата повредени во експлозијата на фабриката за пиротехнички материјали во Сопиште се хоспитализирани на клиниките во Скопје. Двајцата мажи и жената на возраст од 27 и 59 години дишат со помош на апарати. Според лекарите, пациентите се примени со 90% изгореници на телото. Жената е хоспитализирана на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување и е во крајно критична состојба. Четвртиот повреден поминал со полесни повреди и по прегледот во градската болница бил пуштен дома. Силната експлозија во фабриката за пиротехника во Сопиште се случила за време на работењето во фабриката вчера нешто по 17 часот, а пожарот кој настанал потоа бил помал и бил брзо локализиран. Дотоцна синоќа полицијата вршила увид на местото на несреќата за да се утврдат причините за експлозијата. Експлозијата во погонот за производство на пиротехнички материјали била предизвикана од искрење на една од газите кои во тој момент се калапеле од страна на вработените, соопшти МВР. Министерот за здравство Никола Тодоров ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител поради 4 жртви од бактеријата листерија. Во текот на денешниот ден ќе поднесеме кривична пријава против непознат сторител за производство и пуштање во промет на штетни прехранбени и други продукти по член 213 од Кривичниот законник, а во врска со член 217 од Кривичниот законник, имајќи предвид дека има настапено смрт на едно или повеќе лица. За ова е предвидена многу сериозна казна и не би се согласил со казна од парична казна или не знам од 3, 5 или 10.000 евра во ситуација кога имаме 4 смртни случаи и кога може многу лесно да дојдеме до ситуација на епидемија. Фондот за здравствено осигурување ќе им рефундира средства на лицата со ретки болести на метаболизмот кои набавуваат посебен вид на храна, односно нутритивни производи. Оливера Михајловска. Од следниот месец Фондот за здравствено осигурување за лицата со ретки болести ќе обезбедува повеќе нутритивни производи. Ја прошири листата и воведе нова група нутритивни продукти на товар на здравственото осигурување. Посебни видови на брашно, млеко и масло за јадење, кои што представуваа основна исхрана и лек за граѓаните со ретко заболување на метаболизмот, без кои сериозно ќе им се наруши здравјето. Компликациите кои произлегуваат од внесувањето на несоодветна исхрана, покрај влошувањето на здравјето на лицата, доведува до зголемени трошоци на фондот и општеството. Тие ќе имаат право на безпротеинско брашно и безпротеинско млеко, нов вид на хипоалергено млеко во прав и масло од средноланчани триглицериди. Поволностите за ваквиот вид исхрана ќе ги користат околу 300 осигуреници со вакви заболувања. Според пресметките на фондот, на овој начин лицата со ретки болести ќе заштедат околу 35.000 денари месечни трошоци за овие производи. Овие лица и нивните семејства се изложени на месечен трошок од 4 до 35.000 денари за храна, односно 4.000 денари за безглутенското брашно, 20.000 денари месечно за безпротеинско брашно и млеко, околу 10.000 денари за хипоалергина формула на млеко со 55 до 80% на средноланчани триглицериди и 3.000 денари за СЛТ маслото, информираат од фондот. После 1 август, со фискалната сметка за купениот продукт ќе можат да бараат рефундирање на парите од Фондот за здравство. Ќе се важат и сметките за купени производи во странство, бидејќи дел од ваквото млеко, брашно или масло не се продаваат во Македонија. Согласно законот, фондот во рок од 30 дена треба да изготви решение и да ги исплати средствата. Според правилникот, еден дел од трошокот е партиципација која што останува на трошок на пациентот, а другиот дел го исплатува фондот. За политичкиот диалог, белгискиот експерт Ван Хаут е повторно во Скопје и повторно ќе се обиде да ги седне на маса Груевски и Заев.
Петер Ван Хаут, белгискиот посредник за унапредување на политичкиот диалог во Македонија, повторно во се имјава. По последната неуспешна средба на лидерите на политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ на 24 јуни, белгискиот експерт за независност и јакнење на парламентот како институција деновиве ќе се обиде да стори нешто повеќе. Ван Хаут е ангажиран од делегацијата на Европската Унија за да се обиде да посредува во разговорите меѓу власта и опозицијата. Поминато месечниот неуспех на овие разговори, обидите за продолжување на разговорите меѓу Никола Груевски и Зоран Заев целосно замреа. Од штабовите на двете партии немаат никакви информации за тоа дека нешто е променето на тоа поле. СДСМ упорно бара формирање техничка влада која би спровела нови избори, а за ВМРО ДПМН ваквиот предлог е целосно неприфатлив. Пред една недела се објавија неофицијални информации за некаков обид од страна на ВМРО ДПМН за замена на барањето за техничка влада за раководни места на некои институции. ВМРО ДПМН бил подготвен да разговара за Државниот завод за ревизија, Антикорупцијската комисија и Агенцијата за медиуми да ги водат опозиционерите. Ова бил предлогот на Груевски за продолжување на разговорите со социјалдемократите. Од тогаш нема никакви информации на оваа тема. Барем за сега нема ниту најава за можни средби на ВМРО ДПМН и СДСМ со белгискиот експерт. Никола Груевски, лидерот на владеачката партија, вчера уште еднаш повтори дека нема ништо ново во однос на прекинатите разговори со опозицијата и нивното можно враќање во собранието. Нема политички диалог се додека СДСМ бара техничка влада, велат од ВМРО ДПМН. Се разбира, не можеме да прифаќаме уцени од типот техничка влада во каква била форма, рече Груевски. Сепак се очекува дека Ван Хаут брзо ќе има средба со представници на двете партии и дека ќе се обиде до септември да постигне некаков резултат во однос на поместувањето од мртвата точка на политичкиот диалог. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Враќање на традицијата со Локумфест. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја поддржувате уставната измена со која се дефинира бракот исклучиво како заедница меѓу маж и жена? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во критична состојба се тројцата повредени во експлозијата во фабриката за пиротехника во Сопиште. Повредените се двајца мажи и една жена на возраст од 27 до 59 години. Граничната полиција на преминот Батровци на излез од Србија утрово заплени повеќе од 80 кг хероин кој бил скриен во автомобил Мерцедес. Челникот на комитетот за истрага на падот на авионот на Малезија Airlines именуван завршител на должноста премиер на Украина. Јаценјук поднесе оставка на функцијата поради распадот на владеачката коалиција. Официјален Париз соопшти дека денеска били испратени француски војници на местото каде што паднал авионот на Air Algérie со 116 патници и членови на екипажот. Имено новости и трето око неколку пати објавија текстови на Пабле Глоба кој проценувајќи веројатноста на природните катаклизми предвиде во 2014 година и авионски несреќи. Американскиот претседател Барак Обама објави дека соборувањето на патничкиот авион на Малезија Airlines во Украина би можело да резултира со евентуално воведување дополнителни санкции кон Русија. Локумфест е фестивал кој ожива традицијата, минатото на конзулска битула и кој годинава се одржува по 8 пат. Во изминатите години на сцената на Локумфест настапуваа најпознатите имиња од Македонија, Балканот и светската етнофужна сцена. Маја Богоевска. Со цел заживување на културното наследство и традицијата, развој на културниот туризам и заживување на малите бизниси и предприемништвото, Локумфест во прв план го има обичајот на локумот и кафе, како препознатлив синоним на заедничкото живење на различните култури и етноси на овие простори во минатото. Обичајот со комшијата и добронамерникот да се испие кафе со локум.
Создаден во 2007 година од Центарот за културна деконтаминација, Локумфест, музика и традиција, оваа година се одржува по 8 пат. 8 година поред се оживува традицијата на конзулска битола, духот на еснафлукот, добрата музика, сето зачинето со македонските ракотворби и секако локумот за облажување. Локумфест музика и традиција е фестивал кој ја оживува традицијата, минатото конзулско на битола, сеќавањето, и има многу љубеници, и дека сушто се зародишот на оваа манифестација е токму во најдолгото културно лето Битфест. Ако Битфест слави 9 години, Локумфест трае 8, слави од 2007 година. Секоја година нели имаме респектибилна музичка програма, имавме од Шведска, Данска, Норвешка, Финска, Египет, секако сите македонски изведувачи, Вања Лазарова имавме, вечера го имаме Џорлев со Бајса, со македонска душа, Тапани Гајди од Република Бугарија, утре Баклава со DJ Џорџ. Меѓутоа, тука се и ракотворците, тука се презентирање на старите занаети, се она што го правеше минатото на битола. Целите на фестивалот се заживување и заштита на старата битолска чаршија како културно-историски споменик од османлинскиот период, со исклучително значење и дел од колективната меморија на многу генерации, промовирање на традиционалните градски вредности низ музика, ракотворби, изложби, поезија и друго, развој на културниот туризам и анимација на што поголем број посетители во старата битолска чаршија, вмрежување со други градови со стари чаршии и развој на традиционалните занаети и бизнис иницијативи. Светскиот ден за борба против хепатитот ќе се одбележува и во Битола со голема манифестација, крводарителска акција, бесплатно тестирање од оваа болест и доколку стигне фибриноскенот, бесплатни прегледи на црниот дроб во Битолската болница в понеделник. Оливера Михајловска. Хепатитис Б е акутно заразно заболување, едно од најраспространетите облици на хепатитис во светот, кој завршува со потполно оздравување или хроничен облик во околу 10% од случаевите, со можна последица за трајно оштетување на црниот дроб. По повод Светскиот ден за борба против ова заболување, Битола преку Хепарцентарот на мапата на одбележувачи на овој ден. Имено денеска буквата на градот, но и на оваа болест, беше поставен на широксока како најава за големата манифестација. Така да направивме една пригодна свеченост, односно програма, да наречеме како хепенинг, каде што голем број на познати личности од нашиот град, ќе бидат вклучени во оваа кампања и голема благодарност до нив. Исто така, голем дел од тие личности се групата Нокаут, Златко Илиевски, Катерина Ивановска, Игор Џамбазов, Тони Михајловски, Памперси, Бојан Стојков, Митко Апостоловски, Петар Горко, диџејот Андре Соконги. Покрај овој забавен дел, на 28 в понеделник во фоајето на театарот ќе има бесплатно тестирање од хепатитис, но и крводарителска акција, а се очекува и најреномираниот апарат во светот за дијагностицирање проблеми на црниот дроб. Во Битола очекуваме, пристигнување на апарат фиброскен од Франција, кој е еден најсовремен револуционерен апарат за неинвазивен метод на црниот дроб. Не е само за хепатит, а буквално за сите болести на црниот дроб, можам да кажам. Фиброскенот, доколку пристигне до понеделник, во клиничката болница Битола ќе се вршат бесплатни прегледи. Градоначалникот Владимир Талевски на пресот посветен на 35-тото издание на фестивалот Браќа Манаки проговори за неговото големо значење, истакнувајќи дека е најголемото културно случување во земјава, но во есента, посебно во месец септември, кога е месец на филмот, вели дека Битола заради носењето на првата камера од Браќата Манаки е ставена во фокусот. Есенскиот период од септември натаму, дали малку втората половина така натаму, се случува нешто кое што на некој начин би рекол е маѓија. Онака како што на времето се случило, кога браќата Манаки ја донесе својата камера, не за да профитираат, бидејќи не знали дали од тоа се прави профит, како ние сите да сретнеме на интернет некоја нова атракција што е можеби, не знам, некаде во НАСА се наоѓа и како едно мало чудо го носиме во Битола и не знаеме што со тоа ќе се случи понатаму. Значи, таа фасцинација од фотографијата и од филмот, што ја имале тогаш браќата Манаки, мислам дека е пренесена и на фестивалот. Впрочем, тоа е за славење на големото дело на браќата Манаки и тоа случување практично зборува многу за нас. Значи, тоа не е приказна само за Битола, тоа не е приказна само за Република Македонија, тоа е приказна за Балканот.
Значи, тежиштето и центарот, фокусот на значењето е токму во Битола, со што, нели, тоа е и голема афирмација на нашиот град. Така што, оваа релација што Лабина ја прави со врвни светски кинематографери и луѓе од светот на филмот, значи не е случајно и поддршката не доаѓа случајно. Значи сега фестивалот веќе има високо реноме и како што знаеме да подсетиме, нели, таа историја традиционално се поддржува во денешно време преку еден медиум кој што значи директна релација со се што е најрелевантно во светот на филмот. Тоа ги поттикнува и нашите автори, нашите сценаристи, нашите режисери, продуценти, актери и така натаму, исто така да бидат дел од овој фестивал. Значи и тие ги нудат своите филмски дела на останатите светски фестивали, европски, балкански и така натаму, но навистина е привилегија да се биде на фестивалот Браќа Манаки, затоа што на сите други фестивали можат да ги вреднуваат останатите креации, значи актерските креации, режисерските креации и така натаму, но овде посебно и специјално се одделуваат луѓето кои што се зад чудото наречено филмска камера, затоа што маѓијата практично е во кадрот. Таа маѓија и таа привлечност што ја прави самиот медиум, мислам дека е пренесена на овој фестивал и можеби не случајно толку и самите ние сме упорни како граѓани кои што живееме во Битола, да го задржиме и да го направиме и да го држиме секогаш на највисоко ниво. Оттаму ценам дека ова е веројатно најзначајното случување во светот на културата во Република Македонија. Летните денови треба да се искористат за максимален престој покрај вода, без разлика дали е во прашање море, река, езеро или базен. За жал, покрај уживањето постојат и оние помалку убави страни на капењето во базените и другите места, за кои треба да знаете и да се заштитите од нив. Маја Богоевска. Повеќето сакаат својот летен одмор да го искористат покрај вода, било тоа море, езеро или крајна варијанта базен. Но покрај уживањето и рекреацијата треба да се обрне внимание на некои работи на кои ретко се помислува кога сте на одмор. Иако се оди на одмор токму да се релаксираме и да се избегнат секојдневните предизвици, сепак треба да се внимава на се, особено ако се оди на одмор со дете. Кога се доаѓа во контакт со вода, треба да се знае дека има неколку ризици, физички во кои спаѓаат опасност, повредување, сончаница и слично, хемиски ризици, односно присуство на хемиски материи во водата и микробиолошки ризици. На што треба да бидете предпазливи? Да се почитуваат хигиенските правила при капењето во базените, туширање пред влегување во базен, поминување низ дезобариерата, односно базенче со течност за дезинфицирање на стапалата, користење санитарни простори и миење на рацете после тоалет. Треба да се внимава, особено децата, да не влезе водата во уста и да се проголта при капењето во базен, езеро или на други места за капење. Треба да се избегнува да се гледа во водата без очила или маска за пливање, а по излегување да се измие лицето со чиста вода. Да се избегнува скокање, туркање под вода и постојано да се наблюдуваат малите деца додека се капат или играат. После излегувањето од вода, пожелно е да се истуширате со чиста вода, а дома повторно со сапун и топла вода. На базен или на плажа да не се оди бос, задолжително да се носат лечки кога одите под туш, во тоалет или кога купувате сладолед. Она што е најбитно е да користите исклучиво своја крпа, а изнајмувањето лежалки и душеци задолжително да ги покриете со својата крпа. Избегнувајте седење на плочки, туги крпи и на голи лежалки. Не седете на влажен песок поради можно бактериско паразитско загатување на брегот. Информирајте се за нивото на ризикот по здравјето на капачите врз основа на лабораториски анализи на стручните надлежни центри за јавно здравје. По повод празникот Свети Архангел Михаил, вечерва ќе има времен режим на сообраќајот на улицата Довлеџик со пренасочување. Полициската станица за безбедност на сообраќајот на петиштата апелира граѓаните со цел безбедно да бидат во сообраќајот поради зголемениот број на луѓе на потегот на улицата Довлеџик да се однесуваат согласно правилата и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Еве што донесува светот на Актуел. Нема преживеани во уривањето на алжирскиот авион. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Хераклеа, антички центар на модата. Ќе ви раскажеме за материјалите и боите, за мотивите и декоративните елементи, за костимите кај мажите, кај жените, кај децата, кај обичните граѓани и робовите, адаптации кај костимите и јонски стил, за костимите и оклопите кај војниците, за религиозните костими.
недела 27 јули, Битолски народен театар 20:30. Сите 110 патници и 6 члена на екипажот загинали при падот на авионот на Air Algérie на летот 2017 во Мали, изјави францускиот претседател Франсуа Оланд. Истражувачите заклучиле дека алжирскиот авион се распаднал при удар во земјата, што кажува дека е малку веројатно тој да бил нападнат, пренесува Франс Прес. Авионот е уништен во моментов на падот, изјавил за радиото РТЛ францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнеев. Тој додал дека се верува дека авионот вчера се урнал поради лошите временски услови, но и додал дека засега ниту една теорија не може да се исклучи. Истовремено, францускиот министер за сообраќај Фредерик Кивилие кажал дека силниот мирис на нафта од авионот на местото на несреќата и фактот дека остатоците се расфрлани на релативно мало подрачје укажуваат дека причината за несреќата се лошите временски услови или технички проблеми. Франција денеска соопштила дека областа каде што се урнал алжирскиот авион со 116 патници членови на екипажот испратила воена единица за да го обезбедува местото на несреќата. Француска воена единица испратена да го обезбедува местото и да ги собере првичните информации, се истакнува во соопштението на кабинетот на претседателот Оланд. Авионот во кој имало 51 француски државјанин јасно бил идентификуван и покрај тоа што се распаднал, пренесува Reuters. Дел од трупот и тела на уште жртви од падот на малезискиот Боинг 777 кој на 17 јули се урна над источна Украина, при што животите ги загубија 298 луѓе, се пронајдени во шумската област, објавија австралиските медиуми повикувајќи се на меѓународните истражители. Пронајдовме посмртни останки вчера и денеска, потврдил за австралискиот дневен вестник The Sunday Morning Herald, портпаролот на мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа Метју Бојчукив. Тој лично го обиколил местото на несреќата во областа на источниот украински град Донец, кој е под контрола на проруските бунтовници, заедно со истражители од Холандија, Малезија и Австралија. Тоа беше прва посета на австралиските форензичари на местото на несреќата во која што загинаа и 37 австралиски државјани. Заминавме во шумата и пронајдовме голем дел од трупот. Се појави од никаде, бидејќи немаше никакви надворешни знаци, скршени гранки, ништо што би упатувало дека тој паднал таму, рече Бачјукив за телевизијата ABC. Хојсман привремен украински премиер. Украинската влада соопшти дека го назначила Володомир Хјосман за привремен премиер. 36 годишниот Хјосман досега беше заменик премиер и министар за регионален развој. Во денешното соопштение се наведува дека тој ќе го заменува Арсени Јаценјук, кој вчера поднесе оставка од функцијата откако се распадна парламентарната коалиција. Меѓутоа, украинскиот парламент соопшти дека нема примено писмо со оставка на Јаценјук и затоа не може да гласа дали да ја прифати или не. Украинскиот претседател Петро Порошенко веќе ја почна процедурата за нови парламентарни избори. Активисти на Обединетите нации загинале во израелски напад на училиштето во Газа, објави синоќа генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун и остро го осуди нападот. Има многу мртви, меѓу кои жени и деца и работници на Обединетите нации, изјавил Бан во изјава дадена во Њујорка, пренесува Гардијан. Бан додал и дека ужасен е од нападот, чии околности се уште не се сосема јасни. Тој уште еднаш ги повика завојуваните страни да ги почитуваат врските според меѓународното хуманитарно право, да ги почитуваат цивилите, а не повредливоста на Обединетите нации и обврските кон хуманитарните работници. Соединетите американски држави се тажни поради бомбардирањето на училиштето на Обединетите нации во Газа, каде што загинале најмалку 15 луѓе. Длабоко сме натажени и загрижени поради трагичниот настан, изјавила портпаролката на Стейт департментот Джен Псахи во Каиро, каде што генералниот секретар Џон Кери се обидува со преговори да постигне прекин на огнот. Повторно ги повикуваме сите страни да ги удвојат напорите за спасување на цивилите, додала таа. Псаки не го обвинила Израел директно за нападот, а во коментарот за Хамас, палестинското терористичко движење што ја контролира Газа, го осудила за чување оружје во зградите на Обединетите нации. Додека израелската армија продолжува со ракетните напади врз Газа, бројот на настраданите палестинци надминува 800, луѓето во западниот брег одлучија да се дигнат на нозе и да ја покажат својата огорченост поради повторното разгорување на судирите.
Десетици илјади палестинци маршираа од Рамала, град на западниот брег, кон Ерусалим со цел да го покажат незадоволството од најновите насилства и ракетни напади на Израел во појасот Газа. Протестот во Рамала е најголем од 1980 година. Досега во овие напади настрадаа повеќе од 800 луѓе, од кои најголем дел се цивилни жртви. Според информациите на Reuters, протести избувнале и во Ерусалим во близина на зидот на плачот. Дипломатските напори за ставање крај на судирите меѓу израелските сили и радикалното движење Хамас се посилни откако крвавата криза загинаа трае од 2 недели, загинаа голем број луѓе. Само за време на вчерашните напади на израелските тенкови во северните делови на појасот Газа биле убиени 15 лица, додека повеќе од 100 се повредени во зградата во која е сместено училиште на Обединетите нации. Сега и за времето во деновите од викендот. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на Актуел, имајте пријатен викенд.